Повод за денешниот разговор за порталот Инфокомпас од Дарко Недановски, председател на Спелеолошката федерација на Македонија, но и раководител на спасителната служба Златоврв од Прилеп, е одржувањето на третата поред спасителна вежба, која што ќе се случи во центарот на градот на 31 октомври. Господин Недановски, како што кажав, ова е трета поред спасителна вежба која што ја одржувате во Прилеп. Првата се случи на познатата 13 катница, каде што можевме да видиме како реагира службата во случај на пожар на една зграда, а втората беше малку во природни услови, односно на местноста Шаторов камен. Што е она што ќе биде поразлично, што ќе може да го видат граѓаните на 31 овој месец? Така, оваа година, како што спомнав, ова ни е трета поред спасителна вежба, која што ја покажуваме. Оваа година ќе биде различна од останатите вежби, со што првично, како што знаеме сите и добро ни е познато како се резултат добивме од оваа епидемија од COVID-19, одлучивме да направиме спасителна вежба баш во центарот, како што е на епидемијата, бидејќи во реално време, знаеме сите државните институции се преоптеретени со превземање на мерки и пронаоѓање план за што побрзо успешно реализација за прекин на оваа епидемија. Ние одлучивме да направиме спасителна вежба баш во екот на ова што ни се случува. Оваа година организираме различна вежба, каде што ќе бидат опфатени и останатите државни институции, како што се Министерство за внатрешни работи, армијата, Дирекција за заштита спасување, итната медицинска помош, противпожарната единица, како и Центарот за управување со кризи, каде што правиме симулација на пожар и во бизнис центарот, каде што мораме да действуваме заедно. А дали веќе се знае како ќе изгледа комплетно целото сценарио на оваа спасителна вежба? Да, веќе ни е обработен планот и описот на активностите за време на вежбата. Сценариото ќе биде офатено со тоа што во случај на земјотрес, половина дел од зградата е веќе урнат, останатиот дел е во пожар, е опожарен. Тука действуваат сите државни институции, како што кажав, полицијата го обезбедува лице местото, противпожарната единица действува кон оспособување да се изгасни пожарот, итната медицинска помош, тука сме армијата, Дирекција за заштита спасување, каде што ќе помагаат во излекување на повредените лица кои што се затегнати, кои што се под рушевините и оние кои што бараат помош горе на 7-ми кат, каде што ќе действуваме и ќе со поставена жичара од зградата кон плоштадот пред споменикот на Крали Марко ќе биде поставена жичара каде што во спасителни носила, спасителни марами и појаси ќе ги спуштаме оние лица кои што ќе бидат горе за да ги спуштиме подолу. Која е целта на оваа вежба? Зошто баш обравте да се случи во центарот на градот? Зошто баш во центарот на градот? Затоа што вежбата ќе биде од помасовен карактер, ќе вклучи нашиот високо професионален однос, пред се мораме да ги почитуваме сите мерки и да докажеме дека колку успешно действуваме кога сме сите заедно, државните институции, невладиниот сектор, останатите организации и како треба да направиме еден европски и светски систем на спасување, без разлика дали станува збор за урбана или рурална средина. Колку време се подготвувате за оваа вежба? Повеќе се подготвуваме месец дена, каде што вежбаме, се координираме со државните институции, се со цел да биде што поуспешна и пореализирана оваа вежба. Како што кажавте, имаме голем број на државни институции кои што ќе бидат дел од оваа вежба. Тука нормално се граѓаните кои што ќе бидат како публика, кои што сакаат да видат како функционира за сега се уште волонтерската служба на Златоврв од Прилеп, но се наоѓаме да не заборавиме и во време на пандемија. Како ќе се почитуваат сите тие мерки и протоколи кои што се зададени за заштита од вирусот COVID-19? Да, секако мора да ги почитуваме мерките предвидени од владата на Македонија, затоа што се грижиме ние сите пред се за безбедноста на сите нас, за граѓаните, и сите оние кои што ќе присуствуваат и ќе завземат учество на оваа спасителна вежба. Ќе има растојание
со почитување и носење цело време маска, заштитна маска, со дезинфекциони средства и секако со одржање нели на растојание. Вие, како што кажав, се уште функционирате како волонтерска служба. Вашата тенденција е да станете официјална спасителна служба која што би се наоѓала на некаков начин или под капата на државата или под капата на општината. Докаде се тие ваши барања? Ние сме официјално нели здружение за спасување. Сега се уште сме во преговори и веќе имаме вклучено нели меморандуми за соработка и договори со државните институции, но се надеваме покрај оваквите вежби да што повеќе да ги смениме, да ги споиме нашите искуства и за да можеме да вклучуваме и да учествуваме при одговор на било каков повик на граѓаните во урбана или рурална средина, за да можеме да допринесеме за побрзо укажување на нивна помош на терен, каде што се. Колку мина број моментално службата и дали примате нови волонтери кои што сакаат да бидат дел од неа? Да, моментално сме 15 членови обучени во службата и секако официјално после оваа вежба ќе започнеме со упис на нови волонтери. Сега го ги поканувам тука сите заинтересирани љубители на природата, на планините, рекреативците, оние кои што чувствуваат дека можат на било кој начин да допринесат за развој на службата, за незин нели што подобро унапредување, да се приклучат. Започнуваме од негде околу средината на ноември, крајот на ноември, зависи од бројот кои што ќе бидат пријавени. Тоа ќе трае обука околу 4 месеци, каде што ќе бидат вклучени целокупна обука со давање на помош, прва помош, спасување, излекување од планина, од карпи, од згради, буквално се што опфаќа на се што треба да опфаќа еден припадник на спасителната служба Златоров, ќе ги вежбаме сите тие техники и ќе работиме како во зимски услови спасување и слично. Неденовски ви благодарам за разговорот. Голем успех на вежбата која што следува на 31 октомври, да се надеваме дека сето тоа ќе го забележат државните институции и дека конечно ќе ја добиете она помош која што навистина ви е потребна. Ви благодарам и вас.